По најавите дека есенва Европската комисија ќе усвои нова стратегија за така наречена постепена интеграција на земјите кандидати во ЕУ, додека спроведуваат реформи, шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски ваквите иницијативи ги оцени како позитивни, но само ако на нив не се гледа како на алтернатива за полноправното членство. На панел дискусија на Дубровник форумот, осврнувајќи се на процесот за проширување, Муцунски истакна дека е потребна поголема дисциплина, со појасни стандарди, рокови и исходи, како и покредибилен и попредвидлив пристапен процес. First of all, if this new model of gradual integration that is due to be implemented, hopefully at some point, is a bridge towards full membership, and that is the message that we've been receiving from everybody, then it will be an extremely useful tool. What we have to be careful about is that it doesn't become a tool for complacency where it is seen as though something has been done and it creates this permanent waiting room with no door towards full membership. And I think this is maybe the initial worry that exists, but generally the sentiment and what we've heard and what is being talked about from our perspective is extremely positive. Во обраќањето, министерот за надворешни работи посочи дека и покрај тврдењата на 26 земји членки, дека Македонија има две основни обврски за отворање на пристапните преговори, уставни измени и исполнување на така наречените отворачки критериуми. Истовремено Бугарија според него инсистира и на дополнителни билатерални барања, поврзани со ревизија на националната историја и други области, што како што рече, не се дел од европското законодавство и критериумите за членство. One member state says, apart from that, the European consensus is also a set of other agreements that apparently exist between the two countries, including, among other things, a revision of our national history and areas such as intervening into the domestic media affairs of the country and other issues as well. So the issue is, even if we do what 26 EU member states and the EU institutions are telling us to do, one member state, once we do this, will say, now that we're here, let's start with these other aspects that are important to us. This is the trap, the very obvious one. На истиот панел, американскиот професор и експерт за Балканот Едвард Джозеф оцени дека Европската Унија прави грешка, доколку врши притисок врз Скопје да спроведе договор без јасни гаранции дека Софија ќе го почитува неговиот дух и нема да поставува нови барања поврзани со идентитетските прашања. This is also another mistake of the EU to pressure Skopje to implement an agreement that has absolutely no guarantee that Sofia will honor it in its spirit and not make more identity demands. And there are solutions. They can hold meetings at the council and so forth. And guess what? Bulgaria can step out of the room the way Hungary stepped out of the room. Во однос на прашањата поврзани со македонскиот идентитет, министерот Муцунски од Дубровник порача дека не постои северно-македонски народ, северно-македонски јазик, ниту северно-македонски идентитет, туку единствено македонски народ, македонски јазик и идентитет, нагласувајќи дека секој обид за нивно оспорување ќе најде на соодветен одговор.